Благодарам, председателе, почитуван министер, почитувани колеги. Колега Ковачевски, јас ќе ве прашам прво, треба ребаланс или не? Второ, има земја во Европа која што не прави ребаланс или нема? Направивте фама од тој ребаланс. Кажете ми земја што не прави ребаланс на буџет. Или кажете ми, има ли влада во Европа што ги прашува желбите на опозицијата за да го направи буџетот и да го направи ребалансот? Влада да го прашува народот. Проекти прави за народот. Потоа, има ли земја која што не користи еврообврзница? Или пак еврообврзницата погрешно ќе била искористена, неправилно? Као не се градело, немало капитални инвестиции. Цела држава се гради, бе, нема град во град да појдиш кај што не се прави објект или пат. Вие велите дека не се прават капитални инвестиции. Дај да не го лажиме народот. Не прашувате лично што работевне ние. Овде бевне, работевне. Ние не може да доставуваме амандмани 1000. Ние имаме програма и нашите проекти од нашите градови ги внесуваме во таа програма, а потоа владата ги материализира во буџетот и во ребалансот. Тоа е, колега. Вие требаше да бидите овде и да давате амандмани и да внесувате проекти плюс, а не да се капите на плажите. Вие требаше овде да бидите. Да, колега. А ние си ги внесовме во програмата и си ги внесовме во буџетот, а не да даваме амандмани. Што се однесува до здравството, колега, допред да дојде ВМРО ДПМН, народот не знаеше што е, ни електронска здравствена картичка. Работа. Народот не знаеше што е тоа компјутер. Колега Васко, прашајте ги колегите ваши лекари, куќа чука на машини, оливети и менве, а секој ден ленти, бе. Компјутер немаше, бе, по оделенијата, бе. Што кажувате? Срам. Една магнетна резонанса за цела Западна Македонија. Што кажувате? И вие ми кажувате за здравство. Вештачко оплодување, луѓето продаваат станови, коли, куќи, имот. Сега 4 пати можат да одат на вештачко оплодување без пари. Добиваат дечиња. Едукација на лекари. Што беше тоа едукација? Не знаеа луѓето што е едукација лекарите. Тоа беше сон. Ретки болести немавте ни чуено, а камо терапија за ретки болести. А би ве прашал, болницата ваша 100 години е стара во Битола, зошто вие не реконструиравте? Јас ја посетувам 30 години и знам каква беше. Зошто вие не ја реконструиравте? И на крај да ви кажам, лекар општа пракса 2006 12.000, сега 23.500. Ваш министер, почитуван колега, беше фатен со пари на Словенечкиот аеродром. Не наш. А другиот ваш министер во здравство и во прогонство. Не наш, почитуван. Благодарам,